Господја Тасова, дали е можно и како да се дојде до трагата на парите кои што ги видовме во случајот рекет? Во овој случај во игра се многу пари. И видовме дека во игра се многу пари во готово, значи кеш. Меѓутоа, тие пари дошле од некаде. Не се отпечатени таму каде што видовме дека се предаваат. Значи, тие пари, колку што разбравме, се земени од банка, која што е собственост на еден од лицата кој што, еве, во случајот пријавителот на аферата рекет. И тука веќе имаме можност за вклучување на голем број на институции во проверка на овие трансакции и во следење и откривање на тоа што се случило. Значи, имале можност институциите уште тогаш, кога се извлечени парите од банката, да реагираат и да се укаже на тоа, затоа што таков тип на трансакции требало да го алармира и управниот одбор на таа банка и управата за финансиско разузнавање и јавното обвинителство, затоа што во тоа време во јавното обвинителство се води постапка за лицето кое што во случајов е пријавител, а знаеме и се зборуваше дека тоа лице е собственик и на банка. Значи, не може, ако институциите си ја работат својата работа, тоа да остане незабележано, дека од финансиска институција, од банка се извлечени толку пари. Значи, институции има и зачудува што тоа останува неоткриено. И че се чекало да биде пријавено или да видиме ние некакви снимки. Тоа требало веднаш да биде пресретнато, откриено и веднаш да се воспостави механизам и мерки за следење што понатаму ќе се случува со тие пари. Постојат сите законски можности за ова да се направи. Постојат и сите институции кои што ова морале да го направат. Прашањето е зошто институциите и тие што работат во нив ова едноставно го премолчале и не си оствариле својата функција онака како што е предвидено во закон. Господја Тасова, дали во случајот рекет постои можност да се конфискуваат паричните средства, финансиските средства и целиот имот и што треба да се направи во една ваква ситуација? Да, ние мерката конфискација ја имаме уште од 2004 година во кривичниот законник и постојат сите механизми со кои што треба да се обезбеди имот или пари кои што во иднина по завршување на кривичната постапка треба да се конфискува. Значи, потребно е да се исполнат тие услови. Да се спроведе со закон предвидена постапка во која што ќе се утврди вина и ќе се утврди дека тоа е нелегално стекнато, за да може да се конфискува. Но, за да тоа биде можно после 5-6 години колку ќе трае постапката, законот предвидува можности за смрзнување и заплена. Значи, имотот може да се заплени, во случајот ако не се запленат пари, може да се заплени куќа. Може да се заплени друг тип на недвижен или движен имот, без разлика каде тој се наоѓа. Бродови, возила и така натаму. И тие може да се запленат и да се замрзнат и да стојат некаде, за тоа постои една дирекција кај нас за управување со одземен имот, која што треба да управува со тој имот до конечната одлука за конфискација. И повторно, ние не видовме дека до сега се преземени мерки да се обезбеди државата за евентуална конфискација во ситуација кога ќе се утврдува или откако би се утврдила евентуална вина на некого за ваков случај. Ние видовме одземање на мебел, меѓутоа не сум начисто која беше причината за одземање на мебелот. Тој можеше и таму да остане, тоа обично така не се прави, да се дига, но може би имало други причини за тоа. Не видовме одземање на други движни предмети, ниту пак слушнавме за заплена и замрзнување на недвижнини. Што е нелогично. Така е. Одземеле доста имоти, конфискувани лица доста пари изминатите години. А откако ја имаме мерката конфискација и откако постои дирекцијата, многу мал е процентот, речиси незначително 1 до 2% се конфискувани средства од она за што е утврдено дека се оштетени
државата или буџетот или настанала штета или корист од некаков вид. Значи многу малку се користи мерката конфискација, иако неизината целта за воведување на таа мерка беше и како е, тоа не е казна, тоа е одвојување на криминалците од капиталот со кој располагаат, за да не може да го користат за своја заштита и за корупција понатаму и за продолжување на криминалните действија, но исто така и за зајакнување на институциите во борба против криминалот и државата. Благодарам за интервјуто за Гласот на Америка. Ви благодарам за поканата.